ја наслови прстенот символ на завет, статус, моќ. Прстенот се употребувал како накид, како украс, како уметнички израз уште во времето на најстарите култури и цивилизации. Кај асирците, кај старите египтјани, грците, римјаните во средниот век, старите словени се до денес. Основната функција му била да брачна, значи да обележи сопружници во брак. Меѓутоа, некогаш прстенот имал и употребна функција. Дали за запнување на стрела, за чување на некое мирисно масло, за чување отров, некогаш го користеле и како клуч. Прстените кои имаат печат, имаме такви во збирката, ќе ги видите, тие се посебни, значи тие се обележија, инсигнија, знак на некој со одреден статус. Дали тоа се работи статус во државата, некој верски црковен великодостојник или некој од видно семејство. Без оглед, значи прстенот е предмет, накид, украс, што се носи без разлика на родова, етничка, верска припадност, значи го носат и мажи и жени. Некога и во дел е од народното облекување, од градскиот начин на облекување, некогаш бил и единствен накид. Но сакам да ви кажам, она што го прави посебен е некоја негова мистичност. Тој има форма на круг. Самата форма на кругот символизира некакво единство, вечност, затворен круг. За прстените се верува дека имаат и друга функција, и друга моќ, дека имаат прочистувачка, заштитна, магиска, лечебна моќ. Гледајќи го циклусот на живот на човекот, прстенот секаде се појавува. Од раѓањето на детето, имаме обичај каде што во капењето на бебето се ставал сребрен прстен за заштита од лоши сили. Имаме пример, значи најпопуларен е прстенот како брачен символ, тој е нишанот за свршувачка. Тој е заветот што веќе ќе го дадат младите меѓу себе. Во најпопуларни се обредот галичката свадба, каде што младата невеста го пречекува младоженецот, низ прстен те гледам, во срце да ти влезам. Се така до преминот на другиот свет. Значи, испраќањето на другиот свет, прстенот го следи, за да се препознаат и брачните другари, или да му се знае статусот, кој му бил на овој свет и на другиот свет. Значи, во некој ѓурѓовденски обичај исто така е застапен прстенот. Го носат жените во пазувите или во носијата, додека се лулаат на нишалките. За прстените со црвен камен, што се многу чести, наречени канташи, се верува дека можеле и да ја запрат крвта. Значи, тука ја гледаме и лечебната моќ на прстенот. Со ова се гледа дека прстенот не е обичен украс. Тој има многу сложена функција, многу сложена символика. Оваа збирка, што ќе ја видите сега, дел од збирката, инаку збирката брои скоро 100 примероци, овде се изложени 80, е собрана во првата деценија од формирањето на Охридскиот музеј. Може би заради тоа се соочив со недостаток на многу информации, но тоа не беше пречка да се истражи колку што се можностите. Се работи за прстени кои се изработени главно од сребро, во техники на лиење, филигран, гранулација. Украсени се со полускапоцени камења, стакленца, монистри, висулци. Ќе видите различни форми, некако успеав да ги категоризирам на прстени печатници со иницијали, со надписи, прстени
столовати прстени масивни, бурмали или во видна бурма, прстени со кубести глави, прстени кои имаат поголеми полускапоцени камења, ќе ги видите во различни форми. И на прстените се појавува одредена орнаментика, да речам, која си е наменска и се поклопува со символиката. Дали ќе е тоа крст, дали ќе е полумесечина со звезди, дали ќе е символ како символ на вечноста, дали ќе е грозд, гранки. Прстените печатници, на прстените печатници имаме со арапско писмо, на некои од нив и испишана молитва за да добро да му оди работата на одреден, на Хасан, добро да му оди работата или да му се исполнат желбите на Хасан. Гледајќи од денешна перспектива, прстенот за среќа е накид што никогаш не се напуштил. Мајка ми можеби кога играла, кога била дете, играле детска игра, нати го дај ми го прстенчето. Ево, си се препознае. Јас растев во време со серијал Арабела, девојката со волшебниот прстен. Растевме со делата на Толкин, Господар на прстените. Гледаме и денес дека прстенот е многу значаен символ. Значи, се уште е символ на припадност на некоја заедница, дали е то братство, некое здружение, некаква асоциација. Папскиот прстен е многу познат, рибарскиот прстен, секој папа си има свој прстен. Прстенот е денес и награда за некое врвно достигнување во спортот, да речеме. Ево и кај нас имаме повеќе од 20 години доделуваме инженерски прстен. Со тоа гледаме дека тој се бил и ќе биде секогаш накид украс, кој ќе символизира и брак, и некаков статус, и вечност, и припадност, и за него, едноставно ќе речем по-охридски, немат мода. Тој се носел, некогаш се носи и секогаш ќе се носи, па макар и како еден моден тренд. Ви благодарам за вниманието, можда малку подолго зборував.